Благодарам. Почитувани граѓани, колеги пратеници, господине заменик министер, почитувани лозари, ова е еден есенцијален закон кој што го предлага повторно на брзина ово владеачко мнозинство, по скратена постапка, сакајќи при тоа предизборно од една страна наводно да испадне во пресрет на она што значат барање на лозарите и на винариите, а од друга страна да овозможи буквално кражба на лозарите. Зошто го кажувам тоа, господин заменик министер? Од една причина што процесот на преговори кој што се одвиваше на релација Министерство за земјоделство, винари и лозари е толку нетранспарентен, толку неотворен за јавност, без било какви детални информации за тоа што вистински сакаат лозарите, што вистински бараат винарите, а што вие им овозможувате. Дури би рекол дека процесот во пржино и преговорите беа потранспарентни и поотворени од ова што вие го правевте како процес на преговори. Значи, од една страна, вие сакате да направите регулација на одредена материја која што е рак рана за тиквешијата, Кавадарци, Неготино, Росоман, Демир Капија, Гевгелија, Валандово, а од друга страна повторно влевате во еден процес на импровизација. И сега всушност со овој закон кој што вие го предлагате, вие велите дека цената на откупеното грозје може да се намали за 8% ако производителот, односно лозарот од Кавадарци, побара грозјето да биде платено во рок од 7 дена. И тоа фактички правите законска кражба на лозарот. Затоа што тоа го барале лозарите. Замислете. Сега тоа е многу сумнително. Кои се тие лозари кои што тоа го барале? Дали е ова истото Сдружение Агротиквешија кое што 10 години поред стои на страната на владата? 10 години поред едноставно ги фали политиките на владата и цело време ги обвинува винариите. Ја немам никаква допирна точка, нити пак сакам да бидам адвокат на винариите. Мене ми интересира интересот на граѓаните. Ми интересира интересот на лозарите. Повеќе од 6000 семејства во Кавадарци директно екзистираат од лозарството. И наместо владата да смогне сили, да им го плати грозјето, да најде механизам, тоа е многу важно. Вие сега ќе речете дека е тоа пазарна економија. Не. Оваа влада има можност во правото, тоа се вика супрематија. Државна надмоќ над секого. Државна моќ кон секого. И ако вие решите дека постои, дека има шанса за интервентен механизам, кој што директно ќе се исплати на лозарот, вие тоа треба да го направите. А од кога ќе ги исплатите лозарите, потоа вие разбирајте се со винариите. Ние тоа не го оспоруваме. Ние не сакаме ниту винариите, ниту лозарите да бидат оштетени. Но во оваа ситуација вие дефинитивно ги оштетувате за 100% лозарите. Кој е тој од лозарите кој што прифаќа вие да правите на рати плаќање на грозјето во оваа сиромаштија? И тоа, пазете, сте предвиделе, тука пишува во законот 30 ноември, ја признавте грешката дека е тоа 15 декември, втората рата да биде февруар месец и третата да биде во месец април. Знаете ли што значи првите 20% да ги добијат на 15 декември? Кој ќе контролира дека е тоа платено? 11 декември се изборите. Па ние без избори вие не може, самите признавате дека не може да направите контрола на сите откупувачи кои што нелегално откупуваат грозје, односно откупуваат легално грозје, меѓутоа им нудат на лозарите пред време да го дадат грозјето во цела негова количина, а да им го платат грозјето по помала цена. И сега самите признавате дека инспекторатот, дека инспекциите не можат да направат контрола, а вие велите на 15 декември ние ќе правиме контрола дали некој платил. Па на 15 декември нема да има собрание, нема да има влада, заради законските можности, не заради друг аспект. Кој на 15 декември ќе може да оцени дали некој му платил на лозарот 20%? И повторно ги подценувате лозарите со тоа што сте ставиле 20% исплата. А знаете дека во законот за земјоделство, за сите други гранки, за сите земјоделски производи, вие ставате дека 20% земјоделците треба да ги добијат во следните 20 дена. А тука ставате 20% во следните 2 месеца. Зошто лозарите ги подценувате? Зошто единствено лозарството и во Република Македонија го ставате на толку ниски гранки? И при тоа не правите ништо од оно што значи државен интервенционизам.
Вие ги имате сите механизми во ваши раце да го решите овој проблем. Не го кажувам тоа јас. Тоа го кажуваат експерти од оваа област. Консултирајте ги. Они велат, вкупниот проблем на лозарите и во Тиквешијата и во Република Македонија е димензиониран на 10 милиони евра. Зарем оваа влада која што се луксузира за вртелашки во Вардар не може да најде 10 милиона евра. Интервенирајте на тој начин, сите во Кавадарци ќе ви бидат благодарни. Како сега не, значи човек пратеник од опозицијата да сака да подржи нешто, да сака да биде конструктивен, вие не му оставате простор. Замислете, тоа го барале винариите, исплатата да биде на 6 месеца, заради тоа што они биле неликвидни. Дали знаете колкав е бројот на винари кои што спонзорираат? Дали знаете дека клучните винарски брендови остваруваат суфицит? И вие велите неликвидноста на винариите. И кој може сега тоа да го поверува? Ова е дефинитивно немање на политичка волја. И повторно, на мала врата сакате ова да го протнете. Знаете дека тоа за од Кавадарци до Гевгелија, за тој регион е ова есенцијално прашање. Насушна потреба е. За голем број на наши сограѓани ова да биде регулирано. И затоа се пуштате повторно во период се пуштате повторно во импровизација. А да не говорам па за високо квалитетните сорти на грозие. Господин заменик министер, високо квалитетните сорти на грозие се обидувате на мала врата да ги протните со цени како за Вранецот и Смедеревката. А знаат винариите дека тоа треба да им го платат на лозарите по многу повисоки цени. И за жал тоа не се случува. И тоа не е од сега, тоа се 10 години наназад. Уште еднаш го поставувам прашањето. Ако оваа држава, Република Македонија, за Кавадарци, кој што веднаш после Скопје учествува во формирањето на бруто домашниот производ како моćен економски град, не може да најде интервентна мерка со која што ќе испадне директно во пресрат на лозарите, тоа што е срамота и греф за Кавадарци. А самите велите се фалите дека многу има направено. Знаете дека основните елементарните параметри кои што ги дава и Државниот завод за статистика не говорат, не одат во прилог на вкупната економска политика која што се води сите овие 10 години. И од тој аспект ја мислам дека треба сериозно да го преиспитате ова што го предлагате. Прашање е дали и цената во ова што сте ја договориле 13 со 11 денари на крајот ќе обстои. Да ве потсетам, последната влада на СДСМ 2006 година, Вранецот беше 16, Смедеревката беше 14. Лозарите не бараат ништо друго освен сигурен откуп, навремен откуп и гарантирана цена, која што на крајот нема да се изјалови во тие преговори кои што вие велите дека ги водите со месеци. На крајот на краиштата не ја фрламе вината целосно ниту на лозарите, ниту на винарите, но велиме тогаш кога нема разбирање на таа релација винари-лозари, тогаш треба со компромис да се вклучи владата. И компромисот треба да биде исплата на лозарите. Брза. А не ви тоа да го правите на рати. Самите носите решение за 3 месеца, па правите 6 месеца преку 3 пати. На 3 пати. И потоа не убедувате, тоа го бараат лозарите. Ја не знам со кои лозари вие комуницирате. Ако мислите дека комуницирате со лозари од Шипковица и од Зајас, тоа е сосема во ред. Али лозарите од Кавадарци тоа сигурно не го бараат. За да беше овој процес потранспарентен, ќе беше и дискусијата поинаку ако се решевте да поканите барем представник од опозицијата во тие лозари, односно во тие разговори, да бидат во тек што се случува, зашто разговарате. Вака сега на едно комплетно затворен процес, во еден галиматијас што се случува у државата, вие велите на 15 декември 20% они ќе добијат пари, а нема да има ни парламент ни влада на 15 декември. И кој е механизмот дека тоа, сака да ми каже дека техничката влада на 15 декември ќе регулира, односно ќе гледа дали некој исплатил 20%. И токму од тој аспект сметам дека ова решение што вие го нудите и на Тиквешијата, меѓутоа и на лозарите е апсолутно штетно решение. За да имате добра намера и за да покажете дека навистина сакате да го решите проблемот на лозарите, има конкретна мерка. Директен државен интервенционизам. Се друго, надвор од тоа, ќе покажете дека не сакате да испаднете во пресрат на лозарите. И не ми кажувате дека немате право тоа да го направите. Една држава има право да направи се. Сеш она што е во интерес и на лозарите и во интерес на граѓаните. Благодарам. Благодарам. Заменик од министер земјоделство, шумарство и застапницство има реплика. Благодарам.
Значи, со тезата дека наводно да се излезе во пресред, потполно не сте во право, пратениче, заради тоа што нити сте имале желба да се вклучите во разговорите, а ја имате таа можност, кога и да посакате, значи можете да биете меѓу лозарите, едноставно да се информирате како се одвива. Јас многу добро знам, заради тоа што како член на владата и како заменик министр во министерството, заедно со министерот, неколку пати ги повикувавме сите на општа дебата и беше преполна салата во министерството, а и кога идевме во општините и во Кавадарци, во Неготино, беа присутни од сите. Не беше поделбата на политички партии, значи беа лозарите и винариите. И со едните, и со другите, и посебно, и заедно. Така натаму, нашата интенција е и ќе биде и понатаму да помагаме во процесот каде што заедно производителите и преработувачите ќе постигнуваат договор за откупната цена за земјоделските производи, вклучувајќи го овде и винското грозје. На тој начин, лично сметаме дека она што го бараа лозарите и го постигнаа. Имаше неколку пати преговори, излегува со една понуда винариите, не го прифатија тоа лозарите, лозарите јасно се произнесува и јавно преку медиумите, и вие знаете за она здружение кое што го споменувате. Тие јавно кажаа кој е нивното барање, и тоа барање ние кога се вклучивме во преговорите издействувавме да она што беше барање на лозарите биде удоволен. Од аспект на тоа дали ќе функционира или не системот на државата, кога се избори или кога нема да има избори, законска должност му е на тој што е избран согласно законот да го води Државниот инспекторат за земјоделство, да го води се додека не биде заменен. Така ќе биде и во овој случај, било кога и да се изборите. Во случајот она што е предложено како решение до 15 декември и она кое што го побараа лозарите во договор со винариите, да ние како влада и министерство го испочитуваме, ние го предложивме. Така ќе функционираме и понатаму. Имаме полно право да посредуваме, да учествуваме, да помагаме во процесите, заради тоа што во изминатиот период на некој начин го стекнавме кредибилитетот и легитимитетот од тие лозари, бидејќи се зголемени површините со лозови насади, зголемени се субвенциите и само во изминатиот период преку 100 милиони евра се инвестирани во лозарството. Благодарам. Господин Китев, тя не има контрапис. Господине заменик, сакам да спорам околу две работи со ова што кажавте. Околу ова невладиното здружение сакам да ве подсетам дека тоа здружение беше водено од еден господин, се викаше Борис Давидов, пред неколку години, кој што патем кажано еден од основачите на ВМРО ДПМН. Ама вие го сменивте. Затоа што го дрмаше, затоа што бараше од владата она што го бараа лозарите. И сега вие велите, вие не сакате да се вклучите. Ама кога вие кажавте дека преговарате? Тоа го правите на интерни партиски состаноци во кои што дел од луѓето кои што се членови на ВМРО ДПМН ги представувате како лозари. Кој може да учествува од опозицијата во такви лозари, во такви консултации? И зошто, ако навистина имате добра волја, не покажете сенс и не испаднете со конкретно решение? Повторно го избегнавте државниот интервенционизам. Сакате да кажете дека тоа не може да го направите? Па секоја влада има можност да интервенира тогаш кога е загрозен интересот на нејзиниот граѓанин. И тоа имате можност и вие да го направите за лозари. Весна има реплика, повелете. Благодарам, почитуван председател. Почитуван колега, во вашата дискусија рековте дека законот за вино го носиме многу на брзина, што сметам дека зашто сметам дека не сте во право, бидејќи овие измени на законот за вино се предлагаат после многу долги и макотрпни разговори, договори помеѓу лозарите, винарите со посредништво на Министерството за земјоделие, на кои што разговори и договори е постигнат одреден компромис и се донесени одредени заклучоци, кои што заклучоци еве денеска со овие измени и дополнување на законот за вино ги вградуваме
во самиот закон. Понатаму рековте или се жалите овде дека не сте биле информирани за тие разговори и договори, па јас би сакала да ве прашам вас, каде е вината овде? Дали е кај нас или кај вас? Па требало да се интересирате, почитуван колега, тие разговори, преговори течеа многу долг временски период. Требало да се интересирате, бидејќи доаѓате од тој крај. И ако навистина сакате да ги заеднички да ги решаваме проблемите на лозарите, требало вие лично да се заинтересирате. Понатаму рековте дека носиме измени на законот сега пред избори. Ќе ве прашам, колега, навистина ќе имаме избори? Па ние се уште, колега, не сме сигурни дали ќе има избори. Требаше да има во април, па требаше да има во јуни, сега треба да има во декември. Па ние, почитуван колега, едва и да накануваме да излезете на избори, а во меѓувреме, додека се наканите да излезете на избори, државата не може да тапка во место. Мислам дека сум во право, почитуван колега. И на крај би сакала да кажам дека овој закон ниту е на брзина донесен, ниту е пред избори. Измената на законот, почитуван колега, е пред се во интерес на нашите лозари, кои што досега има доста проблеми. Се надевам дека со оваа измена на законот проблемите на лозарите ќе се намалат. Ќе се убlažат нивните проблеми во однос на исплатата на грозјето од страна на винариите. Ви благодарам. Благодарам, господин Кито Ебетјани, има контррепка. Оно што јас го знам и што е факт од теренот е следно. Во овој момент во Кавадарци има неплатено грозје од претходна реколта, овој момент во Кавадарци има неплатени субвенции и во овој момент во Кавадарци откупот е несигурен. Значи, по трите клучни прашања ВМРО ДПМН е прави грешки. И сега вие мислите дека ако овозможите плаќање на грозјето на 3 пати, од 15 декември до, и тоа баш во период кога нема да има влада, бидејќи вие додека имаше влада, вие не интервениравте. А камо ли пак сега у период кога ќе бидат изборни дејствијата? Кој е фајдето од тоа што цело време вие до сега сте разговарале? Кога клучниот проблем граѓаните, лозарите повторно не го решаваат. Грозје неплатено, неплатени субвенции, несигурен откуп. По трите клучни прашања ВМРО ДПМН крахира во Кавадарци. Благодарам,